на Велики четврток, 2022 година. Неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, во сослужение со архиереите на Македонската православна црква Охридска архиепископија, служеше света божествена литургија, на која го изврши и чинот осветување на миро. Во новото миро, подготвено по четврти пат во историјата од автокефалноста на Македонската православна црква, беше долиено мирото што било осветено од архиепископот Михаил во 1996 година. Предходно во нашата црква миро се подготвувало во 1978 година и прв пат во 1971 година. Во мирото од првото варење, кое го осветил архиепископот Охридски и Македонски господин Доситеј во Скопје, заедно со мирото од Српската православна црква, кое што по прогласувањето на автокефалноста во 1967 година се користело до тогаш, било долиено мирото што го подариле романскиот патријарх Јустинијан и бугарскиот патријарх Кирил. Мирото е еден вид мешавина од разни миризливи материи, што се осветува со посебен богослужбен чин. Се подготвува на база на маслиново масло со додавање на бело вино и 40, односно многу други миризливи билки. Бројот на потребните состојки за варење на мирото не е секогаш и секаде ист, туку е условен од територијата на секоја помесна црква. Во православната црква, со светото таинство крштение, верниот човек се преродува за нов духовен живот и станува христијанин. Веднаш по крштението се извршува светото таинство миропомазание, со кое на верниот, при помазување на неговото тело со осветеното миро, му се даваат даровите од Светиот Дух, кои му овозможуваат да расте и да зајакнува во духовниот живот. Во православното богословско разбирање, крштението и миропомазанието представуваат двоедно таинство. Во миропомазанието, личноста на човекот се помазува со Светиот Дух, според образот и подобието на божествениот помазаник Исус Христос, кој во литургиското предание на православната црква, меѓу другото, се нарекува и небесно миро. Од времето на настанот на Педесетница, божествениот дар на Светиот Дух се дава на секој што излегува од водата на крштението. Според 48-миот канон од соборот во Лаодикија, оние кои се просветувани, тоест крштевани, треба да бидат помазувани со небесното помазание и да бидат причесници на Божјото царство. За извршување на миропомазанието се употребува свето миро. Помазанието со свето миро во вид на знакот крст е проследено со зборовите печат од дарот на Светиот Дух. Тоа ги символизира огнените јазици на Педесетница, која доаѓа се да пројави и да усоврши во црквата сето она што Бог го створил и го дарувал со воплотувањето на Неговиот Син. Со печатот од дарот на Светиот Дух се запечатува севкупната икономија на човековото битие, така што крстениот станува вистинско и целосно благодатно битие, христоносен и духоносен, престојувалиште и пројава на троичната полнота, некој што се осветува и заветува за нов живот. Откако го добиле печатот од Светиот Дух, христијаните веќе не припаѓаат на себе, туку како слуги и војници и Христови подвижници, стануваат живи и словесни жртвеници, се осветуваат во сведоци и пророци, кои се повикани постојано да го сведочат Исуса Христа, остварувајќи ја светата мисија на благодатната љубов. Првично, апостолите го извршувале светото таинство на предавање на даровите од Светиот Дух преку полагање раце врз оние кои се крштевале.
Подоцна, уште во апостолско време, полагањето раце во оваа света тајна било заменето со помазание со миро, зашто како пример послужило помазанието што се вршело во времето на Стариот Завет. Познато е дека во Старозаветната црква миро се осветувало со посебно свештено дејство, при што субстанциите од кои требало да се направи мирото ги укажал самиот Бог, кој исто така ја забранил употребата на мирото за обична употреба. Во апостолските установи, литургиско-канонски документ од 4 век, за помазанието на крстените со миро се зборува како за дејство што има апостолско потекло. Иако нема податоци за составот, за подготовката и чинот за осветување на мирото во апостолско време, може да се предпостави дека во тоа време се користело миро исто какво што се употребувало и во еврејската старозаветна богослужба, со која што бил тесно поврзан развојот на христијанската литургиска традиција. Имајќи ја предвид светата назначеност на мирото, сосема е можно неговото осветување првично да се извршувало преку посебен благослов и изговарање на молитви. Така, уште Теофил Антиохијски мирото го нарекува Елеј Господов. Апостолските установи содржат молитва што се читала пред миропомазанието. Од текстот на молитвата може да се види дека мирото имало посебен благомирис. Господи Боже, кој си нероден и немаш господар, кој си Господ на сите, кој си го дал мирисот на познавањето на Евангелието на сите народи. Ти направи и сега ова миро да биде делотворно за крштеваниот, та цврсто и неколебливо да остане во нас благомирисот на Твојот Христос, и откако со Него ќе умре, со Него да воскресне и да живее со Него. Ова благомиризливо миро во тоа време било осветувано со посебно свештено дејство, за што сведочи Тертулијан. По излегувањето од купелот, вели тој, ние се помазуваме со благословен елеј. А свети Кипријан Картагински вели, елејот со кој се помазувале крштеваните се осветува на олтарот. Според канонската традиција, во православието, правото за осветување миро во сите цркви му припаѓа исклучиво на епископот. Така, вториот Картагински собор, повикувајќи се на уредбата на еден од предходните собори, забранува свештеници, тоест презвитери, да осветуваат миро. Отците на третиот Картагински собор, кој бил одржан во 397 година, уредиле презвитер никогаш да не подготвува миро. Четвртиот Картагински собор, правото за осветување миро му го признава само на епископот, напомнувајќи им на презвитерите секоја година пред празникот Великден да земаат миро од својот епископ. Во црквата постепено се установил поредок во знак на соборност, осветувањето на миро да го извршуваат само предстоителите на помесните цркви во сослужение со сите епископи на помесната црква, а не секој епископ самостојно. Светото миро, освен што се употребува во црквата за миропомазание на новопросветените христијани, се користи и за помазување на луѓе кои стануваат православни христијани од други конфесии и чие што крштевање се смета за валидно, за осветување на Светиот престол и ѕидовите на нови храмови, за осветување на икони и при повторно погребување на свети мошти. Во историјата се користело и за помазание при зацарување на православните цареви. Односот кон светото миро во црквата е како кон голема светиња. Например, Свети Кирил Ерусалимски го споредува светото миро со светата тајна Евхаристија. Тој вели: но внимавај, не сметај го на миро за просто, бидејќи, како што лебот во Евхаристијата, по призивот на Светиот Дух, веќе не е обичен леб, туку тело Христово. Така и тоа свето миро веќе не е просто, ниту пак, ако некој би рекол, обично по призивот, туку дар Христов е
и дар на Светиот Дух е, станувајќи дејствено преку присуството на Неговото Божество. Со него се обележува твоето чело, тоест лицето, градите, рацете и нозете. Додека телото се помазува на видлив начин, тогаш душата се осветува со светиот и животворен дух. Затоа, чинот на варење миро има голема важност. Како што веќе спомнавме, од почетокот на христијанството, епископите на секоја помесна црква подготвувале и осветувале миро. Денес, освен Македонската православна црква Охридска архиепископија, според востановена традиција, самостојно осветуваат миро. Цариградската, Руската, Бугарската, Романската, Српската, Грузиската црква. Руската православна црква, давајќи им независност на Полската, Чехословачката и Американската црква, како што предвидуваат каноните, им дала право самостојно да го подготвуваат мирото. Цариградската патриаршија пак инсистира правото да го изврши чинот на варење и осветување миро да му припаѓа само на Цариградскиот патриарх, што е отстапување од древната традиција. Токму заради оваа причина, во томосот за автокефалност на грчката, албанската, полската црква, црквата на Чешката земја и Словачка и најново кај Украинската црква, е пропишано да добиваат миро од Цариградската патриаршија. Помесните цркви што добиваат миро од Цариградската патриаршија, тоа го оправдуваат како израз на единство и братска љубов. Но една автокефална црква тоа го почувствувала како намера да биде поставена во подредена положба и канонска зависност. Имено во томосот за независност на Романската црква, кој го издал Цариградскиот патриарх во 19 век, имало и клаузула според која оваа црква требало да добива миро од Цариградската патриаршија. Но романците не се согласиле со таа состојба и откако го добиле томосот, самите вареле миро во соборниот храм во Букурешт. Во врска со тој настан, издале посебен акт во кој истакнале дека варењето миро е извршено во согласност со светите канони и уредби на православната црква. Од своја страна, Цариградскиот патриарх Јоаким сметал дека Романската патриаршија го нарушила единството со Цариградската црква. Потоа, синодот на Романската патриаршија изјавил дека црковните правила не доделуваат само на еден патриарх исклучиво право да осветува миро. Миропомазанието е света тајна, а црквата мора да ги поседува сите средства за извршување на таинствата за возвишување на христијанскиот живот. Барањето на тоа средство за осветување од другите цркви би значело дека таа црква ја нема полнотата на средствата за осветување и спасение. Затоа, осветувањето на миро е неотуѓив атрибут на секоја автокефална црква. По неколку години конфронтирање, во 1885 година, Цариградската патриаршија ја признала романската автокефалност под нови услови, а Романската патриаршија до денес самостојно го извршува варењето на миро. Благословен нашиот Бог постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Подготовката за мироварење започнува во текот на Великиот пост. Во средата од крстопоклоната седмица, архиепископот врши мал водосвет со кој ги поросува сите благомирисни состојки кои ќе се користат при мироварењето. Садовите во кои се наоѓаат тие состојки се дополнуваат со масло
И така се чуваат околу 2 седмици до почетокот на страдалната седмица. Потоа се процедуваат и на тој начин добиеното масло се користи при мироварењето. Како што предвидува чинот во крстопоклоната недела во средата по светата преждеосвештена литургија да се изврши водосвет и да се благословат подготвените вештества кои се предвидени да бидат ставени при чинот на варењето. Еве денес започнавме со чинот водосвет, ги поросивме, ги благословивме подготвените вештества, а во понеделникот на Страстната седмица, пак по светата литургија, ќе продолжиме со самиот чин на варењето на мирото. А истото, тој чин ќе трае нели до средата некаде попладне, а во четвртокот, на Велики четврток, на самата Василиева литургија, мирото ќе биде осветено. Да му благодариме на Господа за овој дар, а светото миро да ни биде користено на здраве и спасени за се што ќе има потреба од него. Нека ни е за многу години. Утрото на светиот и велики понеделник од страдалната седмица, на местото подготвено за варење на мирото, пристигнува архиепископот со архиереите, архимандритите и игумените, свештениците и ѓаконите. Прават водосвет, по кој архиепископот чита молитва во која се моли за Божјата помош при започнатото дело. Господи Боже наш, кој си голем во советот и чуден во делата, создател на сите видливи и невидливи твари, Ти кој го пазиш своето ветување и својата милост, кон оние кои што те гледат, сакаат и ги пазат Твоите заповеди, кој ги примаш умилните солзи, на оние што се во неволја, зашто заради тоа си дошол во облик на слуга, за да не уплашиш со своето лице, да дадеш вистинско телесно здравје, велејќи, ете здрав си, понатамо не греши, но и откал си му ги направил здрави очите на слепиот и откако му заповеда да се измие, со збор си направил да ја види светлината, ти кој ги уриваш основите на непријателските страсти, кој го осладуваш соленото море на овој живот и ги скротуваш брановите на бедоносните наслади, ти самиот човеколюбче царе, кој си ни дал да се облечеме во снежно светла облека преку вода и дух, а и со пиењето и поросувањето од ова вода, испрати ни го Твоето благословување, што ја измива нечистотата од страстите. Благи те молиме, посети ја нашата немоќ и исцели ги со Твојата милост нашите душевни и телесни болести, по молитвите на Всепречистата Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. По отпустот на молитвениот чин, архиепископот ги поросува со осветената вода состојките за варење на мирото. Налева од осветената вода во котелот каде што ќе се вари мирото и го благословува маслото и виното. Потоа свештенослужителите го налеваат маслото и белото вино. Покрај варењето остануваат свештенослужителите и го читаат Светото Евангелие во свештени одежди. Првото зачало од Светото Евангелие според Матеј го чита архиепископот. Свештеници продолжуваат да го читаат Светото Евангелие без прекин во текот на 3 денови, до крајот на варењето на мирото. Утрото на светиот и велики вторник од страдалната седмица се додаваат маслата со темјанот, смирната и мастикосот. Оној што го води чинот заедно со свештенослужителите го поросува со осветена вода виното што се додава во садот за варење и го додава во котелот каде што се вари. Утрото на светата и велика среда од страдалната седмица. Оној што го води чинот заедно со свештенослужителите на посебно место ги поставува благомирисните масла подготвени за варењето миро. Состојките кои се варат во претходните 2 дена
продолжуваат да се варат. Потоа, свареното миро се пресипува во посебен сад и кога ќе се олади, во присуство на архиепископот, во него се ставаат благомирисните масла. Новото миро се сипува во алавастрите подготвени за него. Потоа, архиепископот им ги раздава наполнетите алавастри на архимандритите, протоереите и на другите свештеници, и тие го носат новото миро во соборната црква, каде што ќе се осветува. Алавастрите се ставаат околу светиот престол во олтарот, каде што ќе стојат до Велики четврток. Во светиот и Велики четврток од страдалната седмица, пред литургијата, кога архиепископот со архиереите доаѓа во храмот, го носи светото миро од претходното варење. На влезот на храмот, архиепископот го предава светото миро од претходното варење на најстариот архимандрит, кој што го внесува во олтарот и го поставува на светиот престол од десната страна. На светата литургија, кога се прави големиот вход, најнапред оди архимандритот што го носи алавастерот со светото миро од претходното варење, потоа се носат дискосот и путирот, а на крај одат другите свештеници што го носат новото миро во алавастрите. Кога ќе пристигнат пред светите двери, најстариот архимандрит му го предава на архиепископот алавастерот со светото миро од претходното варење. Архиепископот пред светите двери го презема алавастерот и го остава од десната страна на светиот престол. Потоа, протодјаконот му го предава светиот дискос на архиепископот, а тој ги спомнува предстоителите на помесните православни цркви и членовите на светиот архиерејски синод на помесната црква. Потоа, вториот архимандрит го предава светиот путир на вториот архиереј, кој што го прима како и обично. Останатите алавастри со новото миро ги внесуваат свештениците што ги носат и ги поставуваат околу светиот престол. Откако архиепископот ќе го благослови мирото во алавастрите, тој чита две молитви пред светиот престол. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи на милоста и Отец на светлините, од Тебе е секој добар дар и Ти го даваш секој совршен дар. Дарувај ни нам недостојните благодат за служење на ова велико и животворно таинство, и како што си му дал на Твојот верен слуга Мојсеја и на Твојот слуга Самуила и на светите апостоли, и испрати го светиот Твој Дух на ова миро, направи го царско помазание, помазание духовно, чувар на животот, осветување на душите и телата, елеј на радување, кој предходеше во законот и засветли во новиот завет, со кој ги помазуваа царевите, свештенослужителите, архиереите и пророците и сите кои преку бањата на повторното раѓање беа преродувани преку апостолите и епископите, по нив и презвитерите до денес. Да, Владико, Боже Седржителу, покажи го ова миро преку слегувањето на Светиот Дух, кому му се поклонуваме, одежда на нетленост, печат, усовршувачки и за оние што ја примаат Твојата бања на крштението, која го изобразува Твоето божествено именување и на единородниот Твој Син и на Светиот Дух, да бидат пред Тебе познати Твои домашни небесни граѓани, Твои слуги и слугинки, со осветувани души и тела, кои избегнуваат секаква злоба и грев, избавувани преку покровот од одеждата на Твојата пречиста слава
и познавани од ангелите и архангелите и од сите небесни сили, преку ова свето знамение, и да бидат страшни против сите лукави и нечисти демони, да бидат избрани луѓе, царско свештенство, свет народ, запечатен со ова Твое пречисто таинство, носејќи го во своите срца Твојот Христос, престојувалиште на Тебе, Бога и Отецот, во Светиот Дух, зашто си свет Боже наш, и во светиите почиваш, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Пред Тебе, Боже и Цару на сите, ги преклонуваме главите и Ти благодариме, зашто не удостои да бидеме служители на овие божествени тајни и ја проповедаме милоста, која изобилно ја излеа на нас, и молиме да добиеме осветување од Тебе, како миро на главата, зашто излеано миро е името на единородниот Твој Син, Христос нашиот Бог, во кого што благомириса целиот видлив и невидлив свет, зашто Тебе Ти се поклонуваме и Тебе Те славиме, и Тебе слава и поклонение Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Потоа, архиепископот помалку налева од светото миро од претходното варење во алавастрите со новото свето миро. На крајот, од првиот алавастер со новото свето миро, го дополнува алавастерот со светото миро од претходното варење, што го символизира непрекинатото преемство на благодатта, зачувано во црквата од светите апостоли до денешните денови. Потоа продолжува литургијата. А по завршувањето на литургијата, архиереите земаат од светото миро за потребите на своите епархии. Ете, ова миро стана миро осветено во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. На крај, уште еднаш да го истакнеме посебното значење за животот на црквата на чиновите на варење и осветување миро, бидејќи тие, во взаемен однос со светата тајна миропомазание и со чинот големо осветување на храм, се поврзани со центарот на литургискиот живот, тоест со литургијата, Евхаристијата. Светото миро, разлевајќи се од единствениот извор на благодат низ целата црква, ја држи црквата во нераскинливо единство на мирот со печатот од името Христово, предавајќи му го на секој христијанин залогот на спасението во единствениот Господ Исус Христос. Дарот на Светиот Дух, кој што се испраќа во светата тајна миропомазание, е лична педесетница за секој што прима свето крштение. Овој дар, предаван преку помазувањето со светото миро, се дава во изобилство и безмерно, бидејќи Бог го дава Духот без мерка, и од неговата полнота сите примивме и благодат врз благодат.